ke višine planini, družno ke cvetame široki ravnini, silno ke dimljene plameni. Družno ki bistrime, maknite izvori, zadani potečan svežini. Družno ke vijeme, temnični glabini, zadani bleska svetlini. Drugaru vanjata nam mi se sila, drugaru vanjata radosti krila, za drugaru vanja mi se storime, za drugaru vanja večno ke se borime, za drugaru vanja mi se ke storime, za drugaru vanja večno ke se borime. Мощниот стар човек беше дедо ми. Имаше густа бела брада и пожолтени, дури и подгорени од цигарен дим устаки. Тој живееше на село. Селото беше многу блиско до градот. И ние, неговите внуци, речиси секој ден одевме кај него на гости. И таму останувавме по неколку дена. По нас ќе дојдеше и мајка ми. Вие, драги деца, сигурно се прашувате што било тоа што толку не привлекувало да остануваме кај нашиот дедо. Тоа е приказна за себе. Во едно село живееше еден селанец со своите 3 сина. Тој беше многу богат и угледен, а беше и доста чуден, така барем зборуваа селаните. Иако веќе подостарен, тој се уште не ги испушташе работите од своји раце. Ке станеше рано изутрина и ке трнеше за налози. И секогаш наоѓаше нешто да подотера, за да биде поубаво. А селаните го гледаа, се чудеа и зборуваа. Зошто овој богат човек не си седи дома или не оди в кафејана, како што прават другите поимошни луѓе од селото, туку вез ден се плетка низ лозјата. Се чудеа луѓето, богатите селани му се подсмеваа зад грб, ама тој не им обрнуваше многу внимание. Тој знаеше за едно правило што го применуваше низ целиот живот, а тоа правило гласеше: сврши си сам што можеш. По ти подобро, никој не ќе ти го заврши. Кога на млади години му се родија тројцата синови, беше многу среќен. Еве ми од мене. Кога ќе пораснат, се сами ќе си свршуваме. Иорање, и копање, и брање. Но она што тој го очекуваше од нив, тие не му го дадоа. Иако од рано ги учеше на работа, кога подраснаа, тие никако не сакаа да слушнат за мотика, за копање, за брање. Работата не ја сакаа. Зошто да работиме, кога и така сме богати? Му беше мака на добриот човек. Од детство ги мразеше мрзливите и богати луѓе кои уживаа на туѓ грб. А ете сега неговата радост, неговите синови беа токму такви, мрзливи. Тој знаеше дека требаше нешто да превземе за да ги опамети, зашто со ваков ум и планина ако им оставиш, тие ќе изедат. Така размислуваше стариот, но не знаеше што да стори. Но еден ден тој им соопшти на синовите: ќе ги продадам лозјата. Кога го слушна тоа, тие многу се израдуваа. И ние за тоа размислувавме. Многу лозје имаме. Нема кој да го работи. А и без пари сме. По 2 дена синовите разбраа дека стариот распродал речиси се. Од големото лозје беше останали уште само 3 декара. Парите од продаденото не отидоа во нивните джебови. Стариот ги беше приложил за некакви добродетелни цели. Се вратија дома синовите и сакаа да се караат со татка си. Сега сме посиромашни од сите. Некогаш таков бев и јас, деца, многу посиромав од другите. Само работата ми го дари тоа што го имав. Ако вие сакате да бидете побогати, ботиките ви ги остави во дворот. Купени се за вас уште кога бевте деца. Јас мислев дека ќе работите со нив, ама до денешен ден тие се уште се нови. Ама ти не разбираш дека ќе умреме од сиромаштија. Абре, синковци, здрав човек само од мрза умира. Синовите не сакаа да го разберат својот татко и се разделија разлутени. Стариот не знаеше што да стори. Но кога по 2 недели се осети многу слаб и кога мислеше дека ќе умри, тој ги повика кај себе своите синови. Ако и ова не помогне,
тогаш заслужуваат најсурова судбина. Тој смисли една итрина. Кога неговите синови дојдоа кај него надевајки се на некаков скапоцен дар, тој им рече: Деца, знам дека ми се лутите, но сепак јас не ве заборавив. Нешто ќе ви остани после мојата смрт. Освен 3 декари лозија, ќе ви оставам и едно грне злато. Злато! Вистина! Сладок татенц! Да, грне злато. Ајде, смирете се. Ама тоа грне е скриено на едно сигурно место во 3 декари лозија. Ако многу ви затреба, лесно ќе го откриете и ќе станете многу, многу богати. Од радост, синовите заборавија да го прашаат татка си за точното место каде е скриено грнето со злато. Се трчаа на лозје веднаш по закупот на старецот, но кога дојдоа таму, седнаа на меѓата и се замислија. Долго време останаа така. Сватија дека грнето со злато нема само да се покаже. Каде ли беше закопано, се прашуваа. Да решиме, браќа. Да реши. Јас мислам дека треба да е закопано под старата круша. Најстариот отиде и поча да копа околу крушато, но набргу се врати разочаран. Ништо... А јас одам да видам да не насред лозија. Но и тој се врати со испразни раце. Долго потоа копаа по места каде што мислеа дека се наоѓа грнето со злато, но секогаш се враќаа со празни раце. Вечерта, кога се вратија дома, изморени како никогаш дотогаш, долго време решаваа за грнето. Да фатиме од крај, браќа. Ти, токму ли си? Друг излез нема. А ако не сакате вие, јас одам сам. Ама и сам ќе го земам златото. И така, со голема мака решија браќата да го прекопаат целото лозје. 3 декара ги работеа 3 дена. Сепак, грнето со злато не го најдоа. И идеше да заплачат. Од големи срамови пред другите селани се затворија дома и долго време не излегуваа. Се прашуваа селаните што се случило со безгрижните и весели браќа, па отидоа дома да ги посетат, мислеа дека се разболеле. Кога дојдоа кај нив дома, овие му ја раскажаа приказната за грнето злато, а тие сите се насмееа. Па тргнаа на лози и кога стигнаа таму, еден од селаните им рече: Барајки го златото, вие одлично сте го ископале лозијата. Сепак, не сте биле толку глупави па да го ископачите. Сега, уште малку работа ви останува. Исчистете ја троската, подкастрете ги ластарките, испарскајте го и по 1 месец дојдете да го соберете златото. Дури тогаш тројцата синови ја сватија татковата мудрост. Гроздоберот им даде толку многу јадро и убаво грозје, што тие навистина за него добија пари колку за едно грне злато. Чук, чук, лобода, падна тесла од Бога, удри баба по нога, да се роди риче, си го зави в крпиче, си го кладе на длани. Мълчи, сине, не плачи, оде паза татко ти, ке ти купи 2 мека, едниот меден, другиот немеден. Кој ке мълчи медениот, кој ке плачи, немедениот. Време беше во својата двоколка од кај градот да се појави газдата. Сега овој пат со него беше и неговиот син Стојан. Доближувајќи се до аргатите, газдата рипна од двоколката намуртен и свика: Пак ништо не сте изработиле. Очите секогаш лажат, газда. Треба да се земе мотиката, па да се види можно ли е повеќе да се сработи. Ти секогаш прв се огласуваш, Танасе. Секогаш имаш подолг јазик од другите. Танас помисли дали би можел уште нешто да му каже на газдата, но откако свати дека би можел да биде избркан од работа, замолча. Ајде, што стоите? Ете, гледаш ли, синко, зошто си ми потребен? Ако не ги надгледува некој, тие одместо нема да се помрднат. А јас не можем да бидам секогаш со нив. Во градот ме чекаат подрумите и други работи. Слушајте, бре, вие да го слушате син ми, како јас да сум тука. Че го слушаме, газда. И газдата си замина. Ајде бе, што зјапате? На мотиките. Гледај. Ти брзо ќе го замениш татко ти. Долг ти е јазикот, Танасе. Секогаш прв се јавуваш. Стојан од време на време се подкревеше да види што прават аргатите. Тие беа привикнале да ги пече сонцето. Само повремено ќе го кренеа погледот кон небото за да одредат колку е часот и прозборуваа. Чешко... Бре, нигде облаче. Ним им беше доволно што имаа студена вода да ги освежува. Но,
Тој ден за несреќа, при едно невнимателно подигнување, стомната падна и удри во мотиката и се скрши. Ами сега? Ке пцуе газдата. Море, ќе ни скине од надницата. А бре, остави надницата туку што ќе правиме денеска без вода. Танас отиде кај Стојана. Кога овој го виде, се подисправи и го праша. Што има? Ни се скрши стомната. Не ви го изворот, одете таму. Немаме во што? Одете и таму пијте. На оваа горештина не се мрднувам од подрвово. Што ми е така, синко мајчин, да видиме кој кого ќе го насамари. Изворот не беше многу блиску и тие се заредија. Ке отидеш еден, ке се напиеше, па кога овој ке се вратеше, ке отидеше друг, па кога тој ке се вратеше, ке отидеше трет и така се редеа преку целиот ден. Пукна голема срамота низ градот. Граѓаните му се смееја, а кога тој одеше да пазарува нови аргати, тие го прашуваа. Газда, ќе дојде ли да не надгледува син ти? Дедо седит на грудка и си плетит јагучка. Зошто ти е јагучка? Ке си берам желади. Зошто ти се желади? Ке си раднам прасенце. Зошто ти е прасенце? Ке ми пушти цало. И самиот не знам точно каде се случил настанот што го раскажува оваа приказна. Пред 20-30 години по нашиве краишта имало многу ретко училишта во селата. И кога некој татко многу сакал да имал учен син, тој морал да го испрати во некој далечен град за да учи таму. А таму едни станувале добри ученици, а другите кои не учеле, туку се занимавале со други лоши работи, ги набркувале од училиштето. И тие, сакале или не, се враќале назад во селото. Нека ме извинат добрите ученици, ама оваа приказна не се однесува на нив, туку на еден што бил набркан. Кога таткото го довел својот син в град да учи, му рекол: Синко, од денес училиштето ќе ти стане втор дом. А книшките, тетратките и моливите, браќа и другари. Ние сме сиромашни луѓе, сине, затоа ти учи. Ти самиот гледаш дека она што го добиваме од нивието, одвај не издржува до идната жетва, синко. А кметовите и жандармите ни крадат половина од родот. Затоа учи, сине, учи. Па кога ќе научиш, врати се в село да им помагаш на селаните. Ама не поминало многу време, а таткото од својот син добил кратко писменце. Драги тато, учењето врви. Одличен сум. Но страшно многу ми се потребни книги. Затоа те молам, прати уште пари. Таткото се разбира веднаш испратил пари. Не сакал неговиот син да заостанува за другите, барем што се однесува до книгите. Набргу добил и второ писменце со слична содржина и тој пак испратил пари. Но кога за многу кусо време добил и трето писменце, прати уште пари. Таткото, виде не виде, ги нарами дисагите со малку сув, леп и лук во нив и супати во градот да го посети својот син. Не му требаше многу да гледа за да види дека од многуте книги во собата нема ниту една, дека тетратките му се расфрлени, а моливите искршени и ненаострени со денови. Епа, синко, како со учењето, оди ли, а? Одлично, тато, одлично. Меѓу најдобрите сум во класот. Браво, сине. Ами, учевте ли латински? Како да не? Па по тој предмет сум најдобар во класот. Браво, синко. Ајде, кажи ми како се вика на латински мотика. Мотика? Мотикандус. Мотикандус, браво, бре, сине. Ами раме, сине? Раме рамендус. Браво, рамендус. Ајде сега кажи ми како се вика на латински копање. Копаре. Копаре. Браво, бре, сине. Па штом толку добро си го научил латинскиот, што ти треба понатаму да одиш на училиште? Ајде сега, земи си мотикандус на рамендус и оди си на копаре аргат лукандус. Му го рекол тоа таткото на својот син и си заминал. Никогаш повеќе не му испратил ниту динар. А што станало со неговиот син, лошиот ученик, не е многу тешко да се предпостави. Но едно утро, додека бевме насобрани и испозаспани на големиот дрвен кревет, во куќата се разнесе писок. Утредента, кога се разбудивме, во нашата куќа имаше собрано многу соседки. Тие плачеа и се качуваа по дрвените скали во дедовата соба. Таму заедно со нашите мајки и со нашата баба плачеа. Во прво време нам ни беше многу мачно,
Не знаевме зошто толку се плаче. Па и кога разбравме, не свативме толку болно загубат. Зборот умрел. Во нашите детски главчиња немаше некое страшно значење. Дури на вториот ден ја осетивме загубата. Го немаше дедо да не собере на големиот дрвен кревет и да почне да ни ги раскажува прекрасните приказни, што само тој ги знаеше. Бевме испоседнати на големиот дрвен кревет и чекавме да влезе некој од постарите. По неколку минути влезе баба. Уште ли не спиете, деца? Не, бабо, уште не ни се спие. Треба да легнете. Многу е доцна. Бабо, дедо зар веќе нема да се врати? Нема, Керко. Нема да се врати. Ами тогаш, приказни кој ќе ни раскажува? Во излогот на продавницата имаше мноштво убави работи. Тегли со сладко, кутии со бомбони и поливинилски врекички со карамели. Ама чоколадите, тоа ти беше нешто. Имаше секакви, од најмалечки па до големи колку една книга. Да имам една таква чоколада. Би можело да се јаде цел ден. Навистина цел ден. И кај да тргнеш, ќе имаш една парче во уста. Блаже потоа се премести на другиот крај од излогот и продолжи со меркањето на чоколадата која беше голема колку една книга. Направи уште еден чекор и се најде во продавницата. Во продавницата еден чичко мереше нешто на вага. Што сакаш, малечко? Чоколада. А пари носиш ли? Не. Без пари чоколади не се добиваат. Блаже постои уште малце во продавницата, надевајќи се дека чичкото ќе му рече уште нешто. Но, кога виде дека чичкото молчи, Блаже се токмеше да излезе од продавницата. Тогаш во продавницата влезе едно малечко девојченце. Девојчето влезе во продавницата и пред да каже што сака, ја отвори дланката. Во едната дланка имаше пари. Ја отвори и со другата рака почна да ги пребројува паричките. Ги преброи еднаш, но потоа уште еднаш почна да ги пребројува. И откако виде дека не се колку што требаат, таа погледна наземи, потоа се заврте зад себе и откако виде дека паричките ги нема, излезе од продавницата. Излезе од продавницата, барајки и враќајки се по уличката, веројатно по која и беше дошло. Откако виде дека паричките веќе не може да ги најде, таа почна гласно да плаче. Мамо, ги загубив парите. Мамо. Мајката на девојчето го беше чула плачењето и излезе да види што има. Мамо, ги изгубив парите, мамо. И кога Блаже очекуваше да види како девојчето ќе биде искарано, а може би и натепано, за големо своје изненадување виде како мајката го прими во преградка своето девојченце. Ај, ништо не и рече. Затоа што плачеше не ја натепа. Ќе знам сега за друг пат што да правам. Расплачи се, почни да се дереш колку те глас држи, нема тепање. Така размислуваше враќајќи се дома. И одеднаш толку јасно му се виде пред очи големата чоколада. И тогаш се сети како да дојде до неа. Се врати дома. А дома мајка му во кујната правеше ручек. Што си се затрчал, сине? Така, рече тој, престорено изненаден. Мамо, купивме ли леп? Ке донесат подоцна, ке земеме пресен. Сега го донесо. Дај ако сакаш да купам. Мајка му на Блаже се изненади. Тогаш почувствува и голема радост, бидејќи незиниот син повеќе сакаше да си игра со другарчињата во дворот, отколку
да й помага на мајка си. Та му даде пари и Блаже не чекајки, веднаш тргна кај продавничката. Блаже застана пред излогот на продавницата. Влезе и праша првин за големата чоколада. Но, кога му рекоа дека таа чоколада е можна скапа, тогаш тој праша за друга чоколада. Но и таа чоколада беше можна скапа. Ќе нема за сестричките. Зашто пак јас да им купувам? Нека им купат тата или мама. Или сами нека си најдат пари. Тогаш Блаже реши да купи една чоколада од динар и пол. Купи 2 чоколадчиња. Тогаш ги стави в джеп и отиде во фурната. Пред фурната немаше многу гужва и Блаже бргу стигна пред шалтерчето. Ги подаде парите и чекаше продавачката да ги изброи. Дај, уште пари. Овде немаш колку за 1 леп. Или денеска помалку сакате. Не, пелтечеше Блаже. Оди, мајка ти нека ти даде уште. Тогаш Блаже ја крена главата. И откако виде дека и другите што беа таму во продавницата ги бараат неговите божем изгубени пари, си тргна кај дома. Во дворот го пречека мајка му. Таа беше мошнев чудовидена. Блаже почна да плаче колку глас го држи. Блаже, што е? Ги загубив парите. 3 динари. Се посмири мајка му кога разбра во што е работата, бидејќи помислила на мошна лоши работи. Де види да не си ги ставил, сине, во некој джеб? Не сум ги ставил. Немам ништо во нив. Празни ми се. Плачеше Блаже, но солзи не му иде. Дори и кога мајка му погледна во неговите очи и забележа Блаже дека таа почна да се сомнева, дури тогаш на Блаже му дојдоа нешто солзи. Де, ајде, извади се што имаш од джебовите. Ништо немам. Да видам јас? А? Што е ова? Од каде ти е ова? Ми ги даде. Кој ти ги даде? Па, джичкото, продавачот. Без пари? Аха, му донес вода. Зошто 2? Зошто да не ми даде? Што ми даде 1, ќе даде и 2. Па, 2 пати му донесе вода. Прво, денеска му донесов 5 пати. И 5 ти даде? 5. Па, ти веќе 3 си изел. Да, 3 изедов. А и вчера. Што вчера? Вчера изедов дури 5. Мајка му ништо не рече. Тргна да си влезе в куки, ама подзастана. Маре! Лиле! Кога веќе толку многу си изел, со овие 2 нека се засладат твоите сестрички. Важи? Блаже веќе не плачеше. Долго време така стоеше зачуден, не сваќајки зошто не беше натепан. Кога на вратата од кујната ги здогледа своите 2 малечки сестрички и измачкани околу усните со чоколадото од по динари. Па, драги деца, сега ќе ви раскажам уште една приказна. Тоа е приказна за široki ravnini, silno ke dimljene plameni. Družno i bistri me, matnite izvori, zadani potečan svežini.
ružno ke vrijeme, temnični tlabini zadani. Pleskat svetlini, drugaru Vanjata nam mi se sila, drugaru Vanjata radosti krila, za drugaru Vanja mi se ke storime, za drugaru Vanja večno ke se borime, za drugaru Vanja mi se ke storime, za drugaru Vanja večno ke se borime.